првата навика што ценам дека можеме да почнеме да ја инсталираме во нас и да погледнеме од наочарите на благодарност. Експлоатиран термин, морам да кажам, но она што сакам да го препорачам е дека кога на се што ни се случува, ќе погледнеме на тоа што е оно што е добро во оваа ситуација, а зашто секоја ситуација не е добра, следната работа што може да се запрашаме е што е оно што можам да го научам од ова искуство. Значи, ако оно што ни го дава, што ни го носи животот, нема нешто што е убаво во него, можеме да речеме дека ни носи скриено богатство или ни носи лекција која што е запакувана во истото тоа искуство. За жал, многу луѓе не само што ништо не им фали во животот, него можеби хронично им недостасува свесност за тоа што го имаат, тоест да бидат благодарни. Свесност и благодарност за работите што веќе ги имаат. Така да првата навика или препорака ми е да погледнеме низ наочарите на благодарност. Предлог, оној момент кога ќе заврши овој прилог, за оние похрабрите кои што ќе сакаат да ставаат во служба овие навики, и да земат обичен бел лист хартија, значи А4 хартија, да земат да го преклопат на половина, хоризонтално, вертикално, по желба. На едната половина да испишат се оно што не им е убаво, сите неуспеси што ги доживеале, сите неправди, се оно што нив им тежи, што го ценат како дека животот ги кутнал, да речеме. Откако ќе го испишат се тоа што стои, се што им тежи, на другата половина до секоја негативна работа да забележат што е оно што го научила или кој човек станале од тоа искуство. На тој начин ќе дадеме една скроз поинаква призма, ќе погледнеме дека ние не би биле тие без тие искуства, нашиот живот не би бил тој, јас не би била таа, без искуството и без лекциите од минатото.